Поздравувам, брати и сестри, и посакувам Божи благослов. Денес прв пат кога држам проповед, која што повеќе се однесува за оние што не се тука. Меѓутоа, како може тие што не се тука да ја слушнат проповедта, за тоа постои технологијата на 21. век. Па прво поздрав до сите гледачи кои што или сега ја гледаат, или во иднина ќе ја гледаат оваа проповед, бидејќи таа повеќе се однесува за нив. Но тоа не значи дека вам сте тука присутни, таа ќе ви биде здодевна. Нема да значи. Се работи за саботата, повторно, малку ме потикна поуката да размислувам за нея. Иако проповедта носи наслов, може би чуден, но размислувајте зошто ќе биде така насловен и малку врска со претходните читања од делата на апостолите и они што добро следат после 11 глава. Проповедта се вика Антиохија. Нешто кажувам во врска со тој град, минатата сабота. Иако денес нема да зборувам за тој, затоа што во Библијата се споменуваат колку Антиохии. Две, точно. Значи, сега нема да зборуваме за Антиохија Сириска, која што денес е турска. Се наоѓа во границите на Турција и се навика по-турски Антакија. Своевремено бил третиот по големина град во Римската империја, замислете. После Рим и Александрија, и во различни времења историчарите проценуваат дека Антиохија Сириска, таму каде што христијаните првпат ги нарекуваат така, имала помеѓу 250 до 800.000 жители во тоа време. Во првиот век Рим имал 1 милион жители во првиот век, Александрија тука изгледа помеѓу 800.000 и милион. Александрија имала само еврејската заедница во Александрија имала 200.000 души. 200.000 елинистички евреи, така нарекувани, либералните евреи, кои што имали своји синагоги дори во Ерусалим, либералната или либертинската синагога, зависи како се преведуваат. Повеќе ќе стане збор за оваа другова Антиохија Писидиска, која што денес е град, за разлика од оваа прва, денес и таа е во Турција, ама не постои како град, постои само како археолошки урнатини. Од оваа прва Антиохија, од Сириската, се верува дека потекнува лично и писателот на делата апостолски и на третото евангелие, како што го рекол апостол Павле, добриот лекар Лука. И би сакал да кажам на почеток некои занимливости. Што е карактеристично за Лука, посебно, поточно? Што е посебно за Лука во однос на другите евангелисти? Он не е очевидец, добра забелешка, за разлика од Матин, Марко или Јован на Христовиот живот. А зошто Лука не е очевидец? Ќе ни открие што е друго посебно во врска со него. Пошто друго се разликува од Лука, не само од другите тројца евангелисти, туку точно од сите други библиски писатели воопшто, и од Стариот и од Новиот Завет. Лука е единствениот кој што не бил евреин по повеќе.
единствениот од сите библиски писатели воопшто. А што бил? Ако не бил евреј, се разбира, брат Пере од Чикаго спремно ќе рече како пушка дека бил македонец. Има шанси. Според библискиот речник, и двете Антиохии се основани од еден антички македонски генерал, Селеук први Никатор. И Селеук неговиот татко се викал Антиох. По чест на татко му ги основа двата града. Прво оној во Сирија или денешна Турција и овој во Писидија, исто денес Турција. И двата ги нарекува во чест на татко му Антиохија. Во градот, бидејќи е ново основан град, значи град основан од македонски генерал, како да речеме, биле веднаш населени, и тоа не било единствениот таков град. Во многу градови се населувале македонски војници. Има еден, не знам дали сте чуле дека не сте го прочитале во Декаполис, значи 10 градијето, што денес се наоѓа на територија на Јордан, источниот брег. Еден од тие 10 градови се викал Гераса. Чуле за това? На грчки Гераса значи Остарев. Во тој град Александар ги населил сите своји војници кои што биле постари од 50 години. Кои што навршиле, да ги пензионирал. И тие таму останале да живеат. Во Антиохија Сириска половина град од почетокот, значи пред да се населат евреи во него, бидејќи подоцна се населуваат многу евреи во Антиохија. Но пред да се населат евреи, на почетокот во градот биле населени само атињани, значи грци од Атина, и сето друго биле антички македонци. Дали војници, дали трговци, учители, секој бизнисмен, секој што имал желба, бидејќи тоа ќе била една држава. И сега, дали Лука потекнува од македонци или од атињани, по татковска или по мајчина линија, със сигурност не можеме да кажеме, но големи се шансите да бил македонец. Но тоа не е битно. Сега следува едно библиско прашање. Дали знаеме каде во Библијата, дали некаде во Библијата, во Новиот Завет се разбира, се кажува дека Лука не бил обрезан, дека не бил евреј, дека не бил по потекло од јудаизмот, како и останатите библиски писатели. Тоа го има, замислете, во Библијата. Ја не сум верил до скоро дека го има во Библијата. Да знаете каде го има во Библијата. Лука се споменува на многу места во Новиот Завет. Во прво лице се споменува во некои глави, 16-та, 20-та, 21-та, 22-та, 27-та до 28-та од делата на апостолите, но само како прво лице множина. Ние со нас. Еве, например, да отвориме Дела, 27 глава. Ова само како пример ќе прочитам. Знаете, во Библијата постојат важни и помалку важни стихови. Така. Постојат некои стихови кои што дури може да помислите, може и без нив да биде Библијата. Иако
баш се што е запишено во неја си има своја причина и свое место и ништо не е беззначено. Но, во Дела, например, 27 глава, вториот стих, како гласи? Прво лице множина. Се качихме, зашто прво лице множина? Зашто Лука бил присутен таму, иако не се споменува себе си по име. Се качихме на една, ако е кораб, еден адрамински кораб, или една адраминска лагја, ако сакам да речат, или брод. Мене лично ми е мило овој стих, затоа што дедо ми потекнува од Адрамит, денешна Турција. И тоа е единственото место каде што индиректно се споменува тој град, северно од Смирна, или денешен Измир, кој требаше да плови покрај азиските места и така отпловивме. Меѓутоа, дали ово нешто значено стих за многу луѓе? Дали ваков стих може да сретнете во некоја верска книга? Адвентистичка, например, и така натаму. Да се цитира ваков стих. Меѓутоа, овој стих е цитиран во Спасението Македонско сонце како многу битен стих. Знаете зашто? Затоа што Солерс беше Аристарх, македонец од Солун. Значи, тука се споменува Аристарх. Тој се споменува и на други места во делата. Има уште едно место, например, во Дела 19 глава, 29 стих, Дела 19:29. Значи, кога спесна ефесијаните, велика е Артемида, Ефеска и така натаму, затоа што нели ковачот Александар и компанија се почувствува неговата фела или синдикатот ковачки во Ефес се почувствува загрозени од Павловите проповеди. Зошто загрозени? Затоа што христијанството, колку повеќе следбеници придобивало и во Ефес, толку помалку се продавале статуетките на Артемида Ефеска по чаршијата. И сега Павле се разбира, не им верил, ама знаете што? Вие нема да купувате Артемида Ефеска, ама еве почнете да изработувате статуи од Мајка Богородица или од сликите, икони и така натаму, и пак ќе ви цвета бизнесот, и со христијанство ќе ви цвета бизнесот. Павле тоа не го рекол, зашто? Затоа што христијаните по тоа време не правили никакви статуи и никакви икони, иако сте чуле, постои едно тврдење, кое колко е вистина, се чисти многу е сомнително. Дека наводно првата икона е насликал токму доктор Лука, кој е насликал Богородица. Сте чуле за тоа верување? Се разбира, такво нешто нема во Библијата, а не знам каде го има и дали некој може да открие било каков историски извор за тоа верување. Неверојатно не е точно. И вели тука 29 стих, и целиот град се побуни, еднодушно се втрча во театарот, значи театарот, влечејќи ги со себе македонците Гај и Аристарх, Павловите сопатници. Сега, што е интересно што друго е интересно за овој Аристарх, солунјанинот од првиот век, апостол Павле го споменува во посланието до Колосјаните, каде што споменува повеќе своји сопатници и соработници, и туку што малцика заврши овој воведен дел на занимливости, пред да преминеме на главнината на темата. Да отвориме во Колосјаните 4 глава, од каде што вчерашниот излог беше утрински стих, ако не се лажам. А тој беше во 3 глава, тоа стихот. 4 од 10 до... Па натаму може. Читам
4 глава, od 10 stih pa понатаму. Тука апостол Павле упатува поздрави и споменува некои лица. Меѓутоа, видите што е интересно тоа ги споменува. Прво вели, ве поздравува Аристарх, значи овој, кој е затворен со мене. И кој друг? Марко, внукот на Варнава. А овој знаете кој беше? Каде е тоа? Во дела 13 и 14 глава. Првото патување на апостол Павле. Ајде да го пратам. За кого добивте заповед, ако дојде кај вас, примете го Марко. И дали е ист со евангелистот Марко? Добро. Дали е па тој истиот со Јован Марко? 90 стих. Сега не можеме да тврдиме дека овој Аристарх е може би истиот Аристарх што е македонецот, но многу веројатно. Много е веројатно. Значи не можеме да суд да кажем. Неки може би друг се вика Аристарх, меѓутоа е многу веројатно. Бидејќи тој цело време бил не само сопатник и придружник Павлов, еве и страдал заедно со него во Ефес. И сега е затворен. Значи, апостол Павле за затворските посланија, меѓу кои Колосјаните ги пишува од Рим. Значи, ја затворен во Рим, заедно со Павло. 11 стих. Се споменува и некој си Исус, значи, кој е Јешуа на еврејски. Исто така и Исус наречен Јуст. Тоа е по-латински. Јустус. Што значи праведник. И сега што рекува? Тие се од обрезаните и единствени сотрудници за Царството Божие, кои ми беа утеха. Сака да каже, страдаа заедно со мене. Значи, и овој Аристарх, ако е истиот македонецот од Солун, бил обрезан, верник, бил прозелит. Значи, пред да го прифати Христа, бил обратеник, ја веќе верувал во единствениот Бог, во јудаизмот, бил обратеник и, значи, ја празнувал и саботата. Бил како и другите евреи. Како и секој друг обрезан или обратен прозелит. Но потоа во 12 стих Павле предложува со поздрави. И што вели? Ве поздравува од вашите се Епафрас, тоа се мисли од Колосјаните, од фригијанците, така се дава таа област, служител на Исус Христос, кој секогаш во молитвите своји се грижи да бидете совршени и исполнети со секаква волја Божја. Сведочам за него дека тој има голема ревност и грижа за вас и за оние што се во Лаодикеја и Јерапол. Ве поздравува Лука, возлюбениот лекар, и кој друг? И Димас. Онешто подоцна ќе го остави или ќе го напусти. Затоа што, за жал, му омиле овој свет и затоа што му омиле овој свет, отишол во Солун, значи отишол во голем град. Во тоа време. Но сега за сега Димас, кога се пишува посланијата до Колосјаните, се уште е заедно со Павла. Значи, гледаме дека Павле тука, од сите негови придружници, од кои што упатува поздрави до црквата во Колоси, едните ги дели на обрезани, а другите се по автоматизам. Што? Тие се необрезани, односно, тоа се христијани кои што директно од паганство, необрезани го прифаќале Христа, се крстиле во Христово име и станувале христијани. Значи, таков бил и Лука, бидејќи е споменат
како дел од оваа втора група, од групата на необрезаните. И тука токму е наречен од Павла добриот лекар. Нешто што е многу важно и нешто во што и 21. век, значи 2000 години подоцна, има дефицит. 21. век исто така има дефицит од добри лекари. Има многу лекари, ама има малку добри лекари. Особено во скопска партиска медицина, да не завршим. Пеги таму има многу малку добри лекари. Веројатно така било од секогаш. Од секогаш повеќето лекари работат, лекуваат. Зошто? Затоа што им е било здравјето на болните? Не. Затоа што им е бил профитот. Но Лука е добриот лекар. Или еден од добрите лекари. Да, и токму тој, кој што не беше очевидец, токму неговите евангелие и делата на апостолите содржат толку прецизни податоци, толку обемни податоци, што ги нема дори кај очевидците. Значи, затоа што толку трудолюбиво ги собирал и ги каталогизирал, тој ги уредувал сведоштвата. Предходните пишани извори или усмените преданија што ги слушали. Затоа бил и толку темелен во пишувањето и на своето евангелие и на делата на апостолите. И некаде тука, каде што последен пат завршив, кај, значи, дела 11 глава, каде што во ова прва Антиохија, каде речени христијаните со тоа име, каде што мнозина незнабожци се крштаваа директно од паганство, стануваа христијани, без да бидат прозелити, без било какво интервенција во јудеизмот. Токму тука некаде, значи, го споменавме и Варнава, и Савла, на крајот на 11 глава. И од тука натаму започнува, делата на апостолите почнува да се занимаваат сега со мисионските дела и проповеди на апостол Павле. Не веднаш, например, целата 13 глава, например, ќе ја прескокнеме, а друг пат ќе ја обработиме неја потемнало. 12-та ја прескокнавме исто така, кај кој што го опишува Петровото прво Јакововата маченичка смрт на Јовановиот брат Јаков Заведеев и Петровото затворање исто така во време на Пасха и неговото чудесно ослободување од затвор со интервенција повторно на Господов ангел. Тоа е во 12 глава. Во 13 глава Савла и Варнава избрани за мисионерско патување. И сега нема да читаме, ќе го прескокнам овој дел кој што зборува за воведот, како биле избрани и како биле ракоположени, кои заедно со кои други уште во првиот стих се кажува во 13 глава од Дела на апостолите. Во 13 глава јас прескажам дека ќе спокреме цела 13 глава, мислев на 12 глава. Во 13 стих бидејќи Павле и Варнава почнува да
на своето прво мисионско патување, откако беа положени во Антиохија заедно со други споменати тука лица, мисионери, уште во првиот стих, и испратени од Светиот Дух на своето прво мисионско патување. Па, прво се кажува што се случува во Кипар. Првата станица на нивното мисионско патување е Кипар. И големото чудо на обратување на гувернерот, значи, самиот римски гувернер на Кипар, Сергиус Паулус по латински, или Сергий Павле во нашиот превод. Еден друг многу поголем од Корнелиј, значи Корнелиј беше само обичен римски офицер, овој гувернер, овој прокуратор, овој римски наместник на Кипар се обратува и го прифаќа Христа, затоа што силата на Светиот Дух, која што делува преку апостолите, е посилна од магетичката сила на оној магот Елин, кој што правеше чуда на Кипар, и мнозина одеа по него. Доаѓаме меѓутоа во Антиохија Писидиска, каде што апостол Павле држи цела една проповед, која што започнува во 14-тиот, односно од 15-тиот стих започнува самата проповед, но ние реков ќе читаме од 13-тиот стих до 15-тиот и самата проповед ќе пресудам, ќе оставам за друг пат, најверојатно другата сабота. Значи тоа ќе биде следната библиска проповед за читање и слушање од ова место. Ке се позанимаваме со тоа што се случува после проповед. Се малку обратен редослед. Во 30 стих се вели: Павле и неговите придружници отпловија од Пафос, значи од Кипар, и пристигнаа во Пергија Памфилиска. Тука Јован се одвои од нив и се врати во Ерусалим. Кој е Јован, дали е тој исти? Интересно е за проучување. Дали е Марко, значи, дали е Јован Марко, дали е оној Марко, кој што го читавме во Колосјаните, дали и едните другиот се истиот што и евангелистот Марко и така натаму. Со тоа сега не се занимаваме. 14 стих. А тие тргнаа од Пергија и пристигнаа во Антиохија Писидиска. Тука во сабота влегоа во синагогата и седнаа. Еве едно од многуте места каде што Лука, значи антиохиецот, македонецот, да речеме, не знам божецот, кој што немал никакво искуство во јудаизмот, директно со мисионските патување на апостол Павле станува верник, се обраќа веројатно во Антиохија, уште тие први проповедани на Варнава и Савле во Антиохија и се крштева во името на Господа Исуса Христа. Лука споменува саботата. Саботата многу често се споменува во делата на апостолите. Еднаш читав една книга, не се сеќам која беше, мислам дека беше една од тие книги на современи човек на пријатели, може би. Не се сеќам која. Тие малецки книги. Каде што се цитира еден, заборев тој кој беше, сега ми текна тоа, се цитира една личност, мисля дека беше позната личност, но не сеќам кој беше, од, може би, од времето на реформацијата, кој што наводно рекол вака: во Новиот Завет, тој општо вели за Новиот Завет, во Новиот Завет многу често се споменува саботата. И потоа вели, кога неделата би се споменувала толку многу, толку често во Новиот Завет, колку се споменува саботата, тогаш ќе празнувам недела. И се разбира, никогаш не празнувам. Зошто? Затоа што саботата, неделата се споменува само колку беа. Дали беа 7-8 пати, така некако беше, во целиот Нов Завет. Со се откровение 1.10, ако се толкува дека
Значи нема ни 10 пати. 10, да. А ови, таму каде што се споменува како прв ден, значи 7 пати. Толку. Колку пати се споменува саботата? 2 пати. Со нашата природна интелигенција не би можеме за кратко време да ги изброиме сите тие пати. Може да ни помогне вешташката интелигенција веднаш, но нема да повикаме тоа да го направи. Некаде што се сеќавам некој податок од книги, над 50, дали некаде 54 пати, дали над 50 пати си. Зошто сабота се споменува толку често во Новиот Завет? Зошто апостолите, зошто христијаните во сабота, како тука Павле и Варнава, во сабота или во саботен ден на друго место се вели, влегува во синагогата и седна. Зошто ја посетувале синагогата во саботен ден толку често? Па мнозина христијани на ова прашање денес одговараат вака, православни или протестанти се одговараат вака. Затоа што тие сакале да им проповедаат и на евреите, впрочем, евреите биле први и имале таа чест прво на нив да им се проповеда. Евангелието е сила Божја, Римјаните 16, за спасение на секој што верува. А прво на јудеец, вели Павле, а потоа на Елиут. Затоа што проповедале на евреите, затоа влегувале во саботен ден во синагогите. Точно и неточно. Дали апостолите само од таа причина посетувале саботни богослуженија во синагогите? Само затоа што сакале на евреите да им проповедаат Евангелие? Не! Не е точно. Постои еден друг пример, всушност ќе видиме други два, едниот е веќе тука, со жителите на Антиохија Писидиска. Но постои еден друг пример. Каде е апостол Павле, но таму со Силван, или Сила, скратено, како придружник, наместо Варнава. Каде е апостол Павле првпат во Македонија, присуствува на саботно богослужение. Да, кај што бевме 2 лета. Сеќавате? Во Филипи, токму градот настанат според македонскиот крал, Филип II, македонски, каде што немаше ниту еден евреј, или ако имало, помалку од 10, затоа што според еврејскиот закон, кој што до ден денес постои, за да се изгради синагога на некој место, за да постои синагога, еврејска заедница, еврејска општина на некој место, треба да има барем 10 евреи возрастни, 10 евреи мажи возрастни. Ако има помалку од тоа, нема синагога на тоа место. Може само како група верници, како браката Горубица. Така и Богата не имаме различни цркви, Соботски, со крупчи или точки, групи верници. Така, например, Драго Обрадович ми рече дека денес е во Прилеп, а утре цел ден во Охрид, кај тамошната група верници. Новите браќа и сестри во Охрид ще се. Во Филипи немало синагога, немало евреи долу, за да има синагога, или може би воопшто немало евреи. И што се случило? Да отвориме за момент таму. 16 глава, ево од 11 стих, и така отпомихме од Торада, стигнахме право во Самотраки, од отредата во Неапол, и оттаму во Филипи, значи од Кавала во Филипи. Тој е главен град на тој дел на Македонија и римска колонија, че Филипи бил главен град на источната Македонија. Имало 2 Македонија, Македонија Прима и Македонија Секунда, како римски провинции.
Во тој град престојавме неколку дена во Филипи, вели Лука, престојувавме, бевме, отпловивме, значи Лука е заедно со Павле во тие денови. А во саботата излеговме надвор од градот покрај една река, каде што има обичај да се молат. Дела 16 глава, 13 стих сме сега. Дела 16 глава, 13 стих. Кој имаше тука обичај да се молат? Сега, мнозина ќе речете, па евреи, не е точно. Во Филипи немало евреи. Филипи имал специјален статус на слободен римски град, ослободени од даноци. И дури за да им се напакости, подоцна, ако четете во истата глава, за да им се напакости на Павле и на Сила, како гласеше обвинението на газдите на онаа бајачка со гатачки дух, од кој што Павле ќе ја исцели, за да повеќе не носи профит со бајање и гатање на низините газди. Како после, кога ги фрлија во затворот, пред да ги фрлат, како беа обвинети, ако почитате, беа обвинети овие луѓе во 20 стих и кога ги приведува до правниците и рекоа овие луѓе што се јудејци или во други преводи евреи го бунтуваат нашиот град и проповедаат обичаи што нам како римјани не ни доликува да ги примаме, ниту да ги извршуваме. Во Филипи владал многу антисемитски дух против евреите. Немало евреи, немало синагога, така што овие кои што се собирале покрај река да се молат во саботен ден, и тие биле по потекло незнабожци, например Лидија била по потекло од Тијатир, од четвртата црква во Откровението, но била живеела во Филипи и била првата крстена, значи христијанка во Македонија од апостол Павле. Потоа ги поканала да престојуваат неколку дена во нејзиниот дом. Оние што се молеле во саботен ден, опишани се кои се тие, например, и кога седнавме, што вели Лука, им зборувавме на кого? На собраните жени. Споменуваат жени, само жени се споменуваат. Замислите. Немало евреи, немало обрезани, немало синагога. Имало жени, по потекло и тие, македонки или римјанки или било што. Грцка не би можело да има толку север. И тие, значи, по потекло биле незнабожци, но кои што поверувале во единствениот вистински Бог. Поверувале во Творецот. И што поверували и го прифаќале Творецот, што правеле? Во саботен ден се собирале за молитва. Сакале да го почитуваат саботниот ден како одреден од Господа ден за одмор. Значи не сончевиот ден што го спомнувате. Не Меркуровиот ден. Или месечевиот ден, понеделник, месечевиот ден. Туку саботниот ден. Сега да ја кажем како се вика на сабота. Па исто, значи, сабота, субота, дури на јазици на католички народи, кои што се од словенско потекло, како чесите, пољаците. Зошто се вика сабота на сите тие јазици? Зато што тие си ја преведувале Библијата од грчки, а таму до ден се вика, седмиот ден се вика сабота се вика. Зошто? Значи, во целиот прв милениум, дори и православните христијани, тогаш, не денес поинаква песна пеат, но тогаш не верувале така како што денес зборуваат. Денес зборуваат дека саботата, штом Христос воскреснал од мртвите, саботата престанува да биде ден за одмор
И затоа жените тие што откочинале заради заповета во Лука 23 глава, за тој стих велат дека тој стих се случил пред Воскресението. Значи, жените се одмориле според заповета, не го продолжиле да го приготвуваат Христовото тело за погреб, затоа што тие уште живеат во Стариот Завет. Но кога Христос воскреснува од мртвите, настапува Новиот Завет, и тука тие додаваат, но тоа потекнува дори од Средниот век, дека од тогаш неделата станува новата сабота или новиот празник. Но така не размислувале првите христијани. Да размислуваа првите христијани така, немаше да преживее зборот сабота до ден денес во православните календари. Или во било кој друг народ, што имал некаква врска со православието од Средниот век. Кај нас зборот сабота се однесува на конкретен ден во календарот. Не е зборот сабота како на Запад. Протестантите на Запад ја празнувале неделата, ја нарекувале сабат во 16 век, во 17 век, во колонијалниот период, например. И ден денес неки протестанти тука во Скопје ја празнуваат неделата, а си ја нарекуваат шабат. Користат еврејскиот збор, значи по американски памет така. Користат еврејскиот збор, за да така се нарекуваат неделата. Заради таа теологија дека шабатот не е конкретно определен ден во календарот, туку е Господов празник што може да се шета, односно да се поместува. Во Стариот Завет бил еден ден, а во Новиот Завет некој друг ден е шабат. Но таа теологија има западно потекло, прв ја проповеда Тома Аквински во католицизмот. Тоа е дури 13 век од Утоцна. А протестантите се надврзуваат на тоа после 60 век, но целото православие од првиот милениум и западните цркви од првиот милениум и не размислувале така. Тоа е ново учење, може слободно да речеме дека е ново учење. За првите христијани неделата била важен ден, точно. Меѓутоа не бил сабота. Значи не ја третирале како сабота. Саботата била сабота, неделата си била недела, или дори во 4 век станува недела, но била 8-иот ден, ја нарекувале. Ја нарекувале, значи, и Господовиот ден, уште рано. Сега, кога точно во 2 век почнало тоа, не знаеме со сигурност. Не можеме со сигурност да тврдиме, можеме да си предпоставуваме, но не е битно. Битно е што тие 2 дена не ги мешаме. Дори кога ја викале неделата Господов ден, тоа не сакале со тоа да кажат дека неделата станала шабат и дека го заменила Стариот шабат. Не. Стариот шабат се продолжува како шабат. Затоа и остана тоа име до ден денес. Сабота, па и атеистите велат сабота, сите велат сабота. Не само Библијата, православните календарчи ја пишуваат дека седмицата почнува со недела, како прв ден, а 7-иот ден е сабота. Во сабота се собирале да се молат сите и во Новиот Завет, што го почитувале единствениот вистински Бог, Творецот. Оно што ја посветил и ја воспоставил саботата. Го благословил и го посветил 7-иот ден. Уште според Битие, во Битие. Зошто жени рековме? Немало, значи, доволно мажи, повеќето биле жени тука, а конкретно таа сабота само жени бе. И Јудија меѓу нив, кои што од тоа место се обратиле, значи може да се предпоставиме колку филипјаните, колку биле антиевриски расположени, значи сигурно имало и мажи тука што верувале, може би, ама и било срамота да отидат. Да се соберат заедно со жените во сабота, а па да се обрежат и да станат,
прозорите, тоа не доаѓа во обзир. Како сега на некој наш забречеш да се обрежи и да стане шиптар. Не може, тоа е нешто не доаѓа предвид. Нешто гнасно, одвратно. Ја па се секајам обратното. Една статка ми на еден муслиман, пријател од матка, му вели за синот. И па дај нека земи некоја наша. Оу, како се изреагира ово. Не доаѓа предвид. Поранешниот, како се каже, Ратко Божиновски, секретар во Комисијата за односи со верски заедници, ми кажуваше како на времето на бил млад. Се дружал со една девојка, мислам дека се викаше... Да би ја заборев. Тробешко име, да, имаше. Заборев како се викаше. Да беше. Турско имаше. Не е битно. И Ратко основно сакал да се ожени со неја. И еден ден таму му вели, му раскинува едноставно и не може. Епа, јас сум муслиманка, јас сум тоа се. И Ратко вели, за мене тоа нема никаков проблем. За тебе не, ама јас калска куќа да влезам само мртва. Какви тешки предрасуди до ден денес ги одвојуваат народите и религиите, тоа се бариери кои што Господ ги користи за да го спречи новиот светски поредок, отвореното општество и било кое обитинување кое што не е на неговата карпа. Антиеврејските чувства, антисемитизмот бил многу силен уште во првиот век, кај римјаните, кај грците, кај македонците и така натаму. Да се вратиме 14 глава. Павле во 15 стих, 13 глава, дела 13 глава. Павле во 15 стих започнува проповед во таа синагога во Антиохија Писидиска, кој што друг пат ќе ја читаме. Но она што нас не интересира е што се случува после проповедта. Тогаш кога ја завршува проповедта. Што се случува? Проповедта завршува тука некаде, значи, 41 стих, па јудејците излегуваат од синагогата, 42 стих се што се вели, а кога излегуваа јудејците од синагогата, незнабожците ги помолија овие зборови да им се проповедаат и во следната сабота. Јудејците излегуваат од синагогата. Незнабожците ги помолија овие зборови да им се проповедаат и во следната сабота. Значи имало присутни незнабожци во синагогата таа сабота. Зошто побарале незнабожци, се поставува едно интересно прашање. Зошто побарале незнабожците да им се проповедаат овие зборови следната сабота? Што значило ова што побарале да им се проповедаат следната сабота? Зошто? Па нели они биле присутни тука и ги слушнале таа сабота? Зошто мора следната сабота реприза? Што сакале со тоа? Таа сабота Павле и Варнаве им проповедаа на евреите во синагогата. Тие беа публиката, тие беа таргетираните слушатели за Евангелието. Евангелието прво се проповедало на евреи, потоа на незнабожци. Сега, незнабожците сакаат Павле и Варнава посебен термин сакаат
каде што Павле и Варнава ќе им проповедаат само на незнабожците како публика. Значи сега само на нас. Тоа ќе му дојде како кога дојда нашите гости, браките Стендиш пред 20 години да проповедат, па слушна враници и посака следната сабота да отидат во Врање да им проповедаат. Значи сега Павле и Варнава се поканети од некои присутни незнабожци во синагогата, следната сабота да имаат специјално богослужение каде што ќе им се проповеда на незнабожците. Па зашто на сабота кога се незнабожци во прашаат? Не се еди. Да беше заради евреите, дека апостолите само заради евреите оделе во еврејски синагоги во сабота, се собирале во сабота, зашто незнабожците? Само кратко да завршим тука. Што ни кажува извештајот? Што се случило во следната сабота? 44 стих. Што се случило следната сабота? 44 стих. Следната сабота се собра скоро целиот град да го слушне Словото Божие. Не постојат за жал историски извори кои што ќе ни кажат колку бил голем овој град, Антиохија Писидиска. Но еве да бил 10 пати помал од Антиохија Сирийска, значи 80.000 жители. Еве да бил 100 пати помал од Антиохија Сирийска, 8.000 жители. Па може да ги 8.000 жители да ги соберете во една еврејска синагога? Може ли 8.000 жители да собераме тука во нашата црква? Која што важи за најголема црковна сала. Пренос во дворот, по ходници, на улица на стадион. Не за дали постои градска сала, освен универзална. Колку собереш на Италија, не се обросени. Брезерско послание. Што мислите, каде се одржало ова богослужение следната сабота? Во еврејската синагога сигурно не се одржало. Таму да се собере скоро целиот град? Не е можно. И плюс, тоа богослужение било специјално закажано само за да незнабожците, значи да се собере незнабожечка публика да го слуша Словото Божие, не евреи. Дали било площад, дали било амфитеатар, како во Ефес, од амфитеатарот ги влечеа Павле, Аристарха и Гаја за да јадат кјотик. Дали било библиотеката во Ефес, како во Ефес, или школата на некој си тиран, која што Павле ја најдил, ја изнајдил како сала, за да таму ги ја држува своите богослуженија секоја сала и своите проповеди на ефесијани. Не можеме да знаеме. Сигурно не било во синагогата, тоа е поента. Се работило за незнабожци, биле незнабожци, луѓето не биле евреи, биле необрезани, но сепак и ним Евангелието ми се проповедаше специјални богослуженија и за нив, и во градски сали, и на площад, и во амфитеатар се одржувале во сабота. Затоа што саботата до 4 век е единствениот ден за одмор. Неделата не била тоа. Неделата станува недела, првпат во 4 век. И сега, ако помислите дека, ако мнозина помислат дека првите христијани не ја празнувале саботата, иако ја празнувале и после 4 век, двата дена ја празнувале. Особено тоа во православието најдолго се одржава. Но ако во првите 3 века не празнувале сабота, че немале ден за одмор, пошто неделата дури во 4 век станува ден за одмор, ако и сабота не празнувале, че немале ден за одмор. Може да се постави дека луѓето немале ден за одмор цели 3 века.
дека цели 3 века не постојала четвртата заповед или не била релевантна. Ајде денес велат дека ја држат четвртата заповед со тоа што држат недела. Ама тогаш не држат никаков ден. Зашто неделата не била неработена, не била недела. До 4. век, што год да била, не била недела. Што год да била, не била недела, не била неработена. Таа станува таква дури со декретот на цар Константин. Во Новиот Завет, на многу места саботата ја читаме како ден за богослужение. Поредно во Евангелијата, значи пред крстот, и во други контексти, например, кога учениците киделе класи во сабота, ги обвинили и така. Но најчесто се поменува во контекст на синагога, во контекст на богослужение, како што видовме сега, во Филипи и овде во Писидийска Антиохија, во контекст на богослужение, што нема врска ниту врска со еврејска синагога. Но важно во контекст на богослужение. И што беше тоа толку битно, што сакам посебно да го порачам на сите браќа и сестри кои што одамна не одат редовно во црква. Затоа што мнозина сметаат дека саботата ја држат и дома. Еве дома сум, не одам во црква, ама не одам на работа, не одам. Не перам, не пеглам, не купувам, не продавам. Не гледам телевизија. Ама сето тоа има смисол, че зашто не одиш на работа? Зашто не треба да одиш на работа? За да дојдеш во црква. Смисолот на седмиот ден, денот за одмор, е да дојдеш во црква. Значи, тој ден, место да му послушиш на твојот газда, или на самиот себе си, ако си газда на бизнесот, или на државата, ако работиш во државна фирма, а тоа пак значи некој газда, пошто сега со неколку балтански држави располага со како газда. Замислите, оваа недела изгласа во грчкиот парламент право на хомосексуалците да посвојуваат деца. Да претркаат грците. Будалашти. Кај нас таа будалашта се уште не се случи само затоа што не примаат во отвореното општество, во НАТО и Европска унија. Не дека сме ние попаметни. Само затоа што Господ изгледа повеќе не милува, па е поголема слобода. Би сакам да завршам со еден текст. Во Стариот Завет, конкретно во Мојсеевите книги, може да прочитате многу ситуации што све да не се прави во сабота. Меѓутоа има една работа што дури во Мојсеевите книги се заповеда, Господ ја заповеда што да правиш во сабота. Ќе отвориме во Левит 23 глава. Значи, што све може да ви текне од Мојсеевите книги да не правиш во сабота, да не се готвиш во сабота, да не работиш во сабота. Кој работи во тој ден како они што цепал дрва за инат, да биде погубен. Да не патуваш во сабота и така натаму. Што се може да ни текне? Како стихови од Мојсеевите книги да не се прави во сабота. Меѓутоа, на едно место во 23 глава од 3 Мојсеева, или Левитската книга, на почетокот, кога Господ вели на Мојсей, кажи на синовите израелски и објасни им за празниците Господови, се споменува празниците Господови, кој е првиот од празниците Господови што е споменат?
седмиот ден саботата. Значи седмичниот празник е првиот, а после се годишните Пасха и така натаму. Од Пасха до седмици. Но, што вели друго вториот стих? Објасни им за празниците Господови во кои треба да се свикуваат свештени собранија. Ова се празниците мои. И сега само саботата ќе ја почитаме, само првиот таков празник, што е споменат. Во 6 денови да работите, а 7-миот ден е саботен ден за одмор. И што друго? Свет собор или свето собрание. Ете е суштината. Никаква работа да не вршите. Тоа е сабота Господова во сите ваши живеалишта. Значи, можем да ги почитувам сите други уредби во врска со саботата. Не правам она, не правам она. Но ако не дојдам во црква, ако саботата не ми е свет собор, исто така не ја почитувам саботата. Значи, во едно, барем се друго да почитувам, во едно не ја почитувам. Ако не придонесувам, не сум дел од богослужението во сабота, во црква. И со тоа не сум благослов за другите, и не го примам благословот од другите. А се разбира, со седење дома и гледање на проповед, тоа не е исто. Тоа не е исто. Господ сака да бидете присутни во сабота, во црква, не затоа што вие ќе бидете благословени од оно што другите ќе го кажат и ќе го споделат како искуство, туку затоа што Господ сака вие, што сте отсутни, вие да бидете благослов за другите што се тука. Тоа значи богослужение. Што значи богослужение? Да го служиш на Бога. Во сабота, кога не одиш на богослужение, го служиш на Бога, а не го служиш на овој или оној директор, газда, државата и така натаму. Го служиш на Бога. И затоа богослужението е настан во кој што сите учествуваат, не само свештениците. Секој верник е дел од богослужението. И Господ сака секој верник да биде дел од богослужението, да придонесе за богослужението. И конечно, оној стих што најчесто се цитира во контекст на ваква тема во Евреите, 13 глава, не ги оставајте вашите свештени собрания, како што некои имаат обичај, еве кај нас, на некои тоа име во обичај. За кој ден мисли Павле кога ги споменува свештените собрания во првиот век? И се разбира, пишувајќи на еврејски христијани, се разбира за саботата. Нека му е фала и слава на